Додека властите се подготвуваат со нова кампања да ги информираат граѓаните за придобивките од ЕУ на само неколку месеци пред изборната кампања, нашите пресметки покажуваат дека и покрај огромниот потенцијал, земјава во голем дел не успеала да ја искористи понудената предпристапна финансиска помош. Според податоците до кои дојдовме, преку трите компоненти на ИПА-2, која што се спроведува од 2014 година се до денес, од вкупно планирани 306,5 милиони евра, склучени се договори за проекти во вредност од 107,4 милиони евра, што е само третина од сумата што сме ја имале на располагање. Од овие проекти пак, засега реализацијата е 61%, односно исплатени се 66,3 милиони евра. Евидентно е дека најголемо потврлување има кај социоекономскиот и регионален развој, каде всушност се предвидени парите за големите инфраструктурни проекти. Најслаби во оваа област се Министерството за транспорт, Министерството за животна средина и јавните предпријатија за државни патишта и за железничка инфраструктура. Кога кон овие три компоненти од предпристапните европски фондови ќе се додадат и програмата за поддршка на земјоделството ИПАРД и фондовите за меѓугранична соработка, кај кои што пак реализацијата надминува и 95%, сепак вкупната сума на договорени европски проекти не надминува 200 милиони евра. Па дури и со претходната програма ИПА-1, која што се спроведуваше од 2007 година, се доаѓа само до половина од милијардата што ја потенцираа властите за време на летната кампања Ние сме Европа. Причините за слабата искористеност главно се лоцираат во недоволниот капацитет на домашните институции, односно недоволно стручен кадар кој што ќе ги подготвува и спроведува проектите. За ова разговаравме со главниот ревизор од специјалното ревизорско тело за ИПА, Адем Цури, кој вели дека државата каска со зголемувањето на платите за стручните кадри зад приватниот сектор кој што е поконкурентен. Последните 2 години ни избега многу луѓе надвор од државата. И за да ги задржат луѓето, приватниот бизнис за да обстои, ги зголемија платите. Но во државата тоа одеше многу споро. Значи се чекаше доста време. Сега во моментот кога имаш луѓе кои што се ептен спремни, ептен стручни, ептен обучени со години назад и имаш невладин сектор, приватен сектор, кој што им понудува не 2 пати поголема плата, туку 3 пати поголема плата, секако дека пак ќе се вратиме во тој момент кај што кадарот е проблем. Значи, ние направивме и уште една ревизија, тоа беше веднаш после пандемија, во договор со Европска комисија, директно со директоратот за проширување, ја договоривме ревизијата и имавме некои 4 до 5 заклучоци, кои што ги доставивме исто така и до влада, за политиката за задржување на кадар. И сите моменти ги покривме фактички што фалат во државата и можам да кажам дека единствено за време на пандемија и економска криза, кај што делумно или целосно во некој сектор имаше блокада на вработувања, ние со нашите заклучоци до влада, пуштени и исто така и од Европска комисија побара јас да ја покренам нивото, да го покренам нивото на диалог на повисоко ниво. Јас се видов тогаш и со вице-премиерите и со министрите, со сите, ја пренесов пораката од Европска комисија и ја сфатија сериозно. И единствено за време на економска, енергетска и пандемиска криза, единствено беше дозволено луѓето кои што работат со ИПА фондови да има вработување. Значи, плановите да им поминуваат на тие. Но и покрај притисокот од Брисел да се ангажираат стручни кадри што ќе работат на искористување на европските предпристапни фондови, ревизорот вели дека заклучоците што се доставуваат до владата бавно се спроведуваат. Со нашите заклучоци веќе имаме некое движење. Секако дека кога е, да кажеме, државниот сектор, промените одат многу побавно за разлика од приватниот, како што го спомнав. Пошто нели зависиме не само еден закон, па многу филтри треба да помине, па после и во собрание за да може да кажеме одредените луѓе да ги имат тие придобивки што треба да ги користат. Затоа од страна на владата имаме слух секогаш нашите заклучоци биле усвоени и задолжени институциите по нашите заклучоци, зашто имаме повратно од страна на владата дека се задолжуваат. Според Цури, очекуваните измени на Законот за административни службеници, со кои би се овозможило зголемување на платите и до 45%, би можело да се обезбедат стручни кадри што ќе работат во структурата на ИПА.
За консултантот Зоран Стојковски, несфатливо е однесувањето на државата во ангажирање на капацитети за искористување на европски фондови, иако политички постојано се прокламира европската аспирација на земјата. Станува збор за пари кои што се неповратни за Македонија. И да, многу е фрапатно, кој ќе видиме, ние се задолжуваме кредитно во целиот овој период на независност на државата, а онда кога имаме фонд како што се пристапните ова фондови на Европска унија кон секоја кандидатска држава која сака да стане член на ЕУ, вклучително и Македонија, ние тие не ги искористуваме. И онда тоа е она што мене ме загрижува и мислам дека треба да загрижува секоја држава. Не може само политички да се кажува дека ние сме за Европска унија, без при тоа да ја играме играта, тоест да ја вежбаме, всушност тоа е ИПА, една голема вежба за нашата држава, за нашите институции, за секој сегмент на општеството, како всушност да се трошат или да се алоцираат и да се спроведуваат програми и проекти веднаш кога ќе станеме членки. Ние, за жал, не си ја завршуваме домашната задача на сите нивоа. Европските фондови често ги следат и индиции за проневери и злоупотреби во земјава, па го прашавме ревизорот Цури колку нивните ревизии откриваат такви активности. Ние со нашите ревизии утврдуваме ризици и за секој наод, секој заклучок, секоја препорака што ја даваме, ние го наведуваме и ризикот. И затоа јас викам дека како што поминуваат годините, луѓето остануваат поискусни, ИПА 1 ја поминавме успешно, сега ИПА 2 се надевам уште поуспешно, а ИПА 3 се надевам дека ќе одиме до максимум искористеност на фондовите. Што се однесува до проневерите, ние ризиците ги напоминуваме во нашите наоди и сега одговорноста е на институцијата да постапува по тие ризици. Само пред неколку месеци Европската канцеларија против измами ОЛАФ објави дека се водат 18 истраги за проневера на пари од европски фондови во земјава. Точно се 18 случаеви се, но изолирани случаеви. И сега имаме Албанија, каде што имаме еден случај или два и блокиране ИПАРТ. А имаме Македонија, каде што, да кажеме, имаме 18 случаеви за 5 години, каде што искориственоста е 95-96% од ИПАРТ. Доколку се реагира системски и системски е влијанието, значи тогаш и нашите фондови ќе бидат блокирани. Но доколку се работи за изолирани случаеви, изолираните случаеви одговараат изолирано, значи индивидуално одговараат пред ОЛАФ и пред нашето јавно обвинителство, како и европското обвинителство сега, нели европското функционира, сега може да се покрене дури и таму. Не станува збор за класично проневерени пари. Значи тие се проекти, посебни проекти каде што ОЛАФ има отворено случаеви. И тие ќе видиме извештаја што ќе го издава, да кажеме, во нареден период, они ќе кажат колку се завршени, колку се со враќање на пари и дали ќе имаме реперкусии. Инаку не е проневера, класична проневера, земање на парите. Може да кажеме посебни изолирани случаи на ирегуларитис, неспоредливи понуди, нешто може да се јави на терен, стара опрема купена како нова, кај што имавме случаи од пред 5-6 години, колку што се сеќавам. Така да, значи, станува збор за изолирани случаеви и проекти посебни. Не може да се каже класично толку се проневерени. Во меѓувреме почна да се реализира и третата програма од ИПА, која што ќе се спроведува до 2027 година и која за нас алоцира речиси двојно повеќе пари отколку ИПА 2. Но Брисел однапред се сомнева колку навистина ќе успееме и овој пат да ги искористиме. Брисел многу добро ја знае ситуацијата како е во државата и секогаш кога имало, да кажеме, влошување, има реагирано, ни доделува дополнителни задачи на нас како ревизорско тело да вршиме екстра контроли, дополнителни контроли, за да после се притиска до, да кажеме, до Секретаријат за европски прашања, до Министерство за финансии, Министерство за информатичко општество, за да се подобри ситуацијата. Инаку, може да се земе како пример, да кажеме, хрватскиот пример,
Они моментот кога влегува, многу пари им дојдоа и затоа они од искуство зборуваат, пошто и Хрватска не можеше, без разлика на тоа што они на сите конференции што ги организираме со Европска комисија, Хрватите кажуваат дека има национален консензус, кога се работело за европски фондови, да нема никаква пречка нигде. Што не можам да го кажам дека е случај за Република Северна Македонија.